Светскиот ден на децата затекнува илјадници деца по улиците во сите градови во државата како молат за милостина. Некои се придружувани од нивните родители, други се сами, но речиси на сите им е скратено правото за образование и се злоупотребуваат за одредени интереси. Има и деца кои живеат со родителите, го следат воспитно-образовниот процес, но се принудени во дел од денот да питачат. Здраво. По колку години имат децата? 6 години и 4. И зашто се со вас сега во ова ладно? Кај да ги пуштам? Ајде кажи. 6 години има? Оди во школа? Да. Оди во школа, супер. Од детската амбасада Меѓаши вела дека неофицијално бројот на деца питачи кај нас достигнува 2000. Иако се спекулира дека има бројка од 500.000 до 2000 секојдневно во Македонија кои ќе видите дечиња со испружени рака кои питаат, треба да стекнат навремено животни навики каде што ќе бидат активни чинители граѓани кои ќе бидат и добар модел дека може да се излезе од кругот на сиромаштија, неписменост и злоупотреба на детскиот труд и државата е обврзна да се справи и да го реши овој проблем, затоа што едно дете во училиште, едно дете помалку на улица. Народниот адвокат Насер Зибери вели дека истражувањето на оваа појава е тешка бидејќи надлежните институции немаат точен број на ваквите деца. Според него официјалниот број е 71 дете, но тоа е далеко од реалноста. Не на фаза на дите улемтимето да бъдеме. Во втората фаза од истражувањето ќе направиме и анализа за децата кои не само што се сместени во центрите за згрижување, туку и на други деца кои живеат во семејства и се злоупотребуваат. Според неофицијални информации, овој број е многу поголем од бројот на деца кои се сместени и кои се под грижа на државата. На Меѓународниот ден на детето, Светската организација УНИЦЕФ, владата и Фудбалската федерација испратија пораки за детска здравствена заштита, квалитетен образовен процес за секое дете и нивна недискриминација.